И што е тоа што децата го слушаат денеска секојдневно? Не знам дали сте си го поставиле тоа прашање. Ама вие кои што имате внуци, внуки, деца помали кои што се малолетни, кои ќе ги видите со телефон во раце, сигурно си го поставувате тоа прашање. Што е тоа што го слушаат? Кои гласови имаат влијание врз нивниот живот? Не само кога се на телефон, кога се во школа. Кога бевме во основна школа, немаше телефони како што има денес телефони, ама повторно. Имавме гласови околу нас кои што не обликуваа. И сега животите на децата или нивните срца, а се што се случува во срцето излегува надвор, се обликувани од гласовите на родителите, вистина е, се обликувани од гласовите на наставниците, учителките, а исто така се обликувани од гласовите на тоа што го гледаат или тоа што го примаат како информација преку екранот. Се обликувани од гласовите на нивните врсници. Ако ги следите тие трендови што се однесуваат на користењето на мобилни паметни, се нарекуваат паметни телефони, на паметни телефони и како сето тоа влијае врз децата, врз нивниот развој, ќе видите дека во последните 5 до 10 години особено се пишува и се зборува на оваа тема, дека паметните телефони не прават паметни деца. Дека имаат многу лошо влијание врз нив. И дека експертите советуваат што подалеку и колку може повеќе да се одолговлечи тоа влијание на детето од страна на телефонот. Ако може на 15-16 години му го даеш, супер. И нас тоа не звучи сето тоа убаво, ама ако сите други деца имаат телефони, некако и твоето дете те притиска да му дадеш. И сега, секој си одлучува што ќе прави во однос на тоа. Некои луѓе попуштаат, некои не попуштаат, ама оно што сакам да го кажам е дека ова е многу силен и влијателен фактор врз животите на децата. Ова и нивните врсници. И се чини дека има некоја галама од гласови, од звуци кои што сите се обидуваат да го земат вниманието на децата денеска, на најмалите. На TikTok, на Instagram, на YouTube, гледаат некои што се нарекуваат така наречени инфлуенсери, ги учат што е важно, што треба да вреднуваат, како треба да ги живеат своите животи. Забавниот свет ги учи дека задоволството е се во животот, културата ги учи дека кариерата, парите е се во животот, социјалните мрежи ги учат дека вниманието е се во животот, колку повеќе лајкови, толку повеќе вредиш, вредноста ти се зголемува согласно лековите и така натаму. И во таа галама на многу гласови нешто фали. Во 2002 година, не знам дали сте пратиле тогаш поп-рок сцена во Македонија, имаше од Ареја имаше на песна "Нешто недостасува". Така тоа беше насловот на песната во целата моја приказна. Нешто недостасува. Во целата оваа галама на гласови кои што се обидуваат да го привлечат вниманието на децата, и тоа што недостасува е Божјиот збор. Е Божјиот глас, кој што ни е даден преку Светото писмо. Кога го читаме Светото писмо, ние се изложуваме на Божјиот глас. И денеска доаѓаме до еден текст каде што токму тоа се случува. Децата во времето на Неемија, израелците пред околу 2500 години, не само децата и возрастните, ама и децата се подчинија на Божјиот глас, слушајќи го Светото писмо. И слушајќи го законот кој што, односно писмото кој што тогаш им беше дадено, или законот, како и сака да го кажете, преку Моисеј. И сега оваа проповед, повторно, темата на оваа проповед е веронауката, семејството и црквата. Веронауката насочена кон децата. И некои од вас може би ќе речат, ама каква врска има тоа со мене, децата ми се пораснати, не се веќе малолетни. Во ред, повторно имаме одговорност. Вие што имате мали деца, и тоа како имате, ние што имаме мали деца, и тоа како имаме одговорност. Вие кои што немате еден ден, сакате да имате деца или очекувате деца, добро е да знаете што подразбира родителството од библиска гледна точка. Денес има многу книги во однос на што подразбира родителството, како да ги гледа своите деца, па подкасти, па клипчиња и така натаму. Мислам дека е време да се вратиме назад на Библијата и да видиме што Библијата вели за родителството. Кои се одговорностите на родителот во однос на неговите деца. Неемија 8 глава е моментот кога е уникатен момент, бидејќи еднаш во старозаветната историја само еднаш се случува кога народот посакува некој да им го чита законот и да им го толкува законот. Тука во први стих они викаат, му рекоа на Езра, донеси го,
законот, да го читат, нели? И во 2 и 3 стих забележете што пишува. Вика, значи Енемија 8 глава 2 и 3 стих. И свештеникот Езра го донесе законот пред собранието од мажи, жени и сите што можеа да разберат. Во првиот ден на 7-миот месец. И читаа од него на плоштадот што е пред водните порти од осамнување до пладне, пред мажите, жените и повторно истата фраза. И сите што можеа да разберат. И сиот народ со внимание слушаше книгата на законот. Кога вели авторот сите што можеа, мажи, жени и сите што можеа да слушаат, тоа не се однесува, знаете, денеска има една малце забегана идеологија дека постојат мажи, жени и постојат и некои други родови и така натаму. Ова не се однесува на тоа. Ова се однесува на мажи, жени и сите што беа малолетни, а беа доволно возрастни да го разберат тоа што се читаше од законот. И тука ова е многу важен момент, бидејќи јудејците сватија, израелците сватија дека нешто не е во ред помеѓу нив. Сватија дека години наназад живеа во рушевини, а не мораа да живеат во рушевини. Сватија дека помеѓу нив нешто не штима. И со Божја помош дојда до заклучокот дека мора да се вратат назад кај Бог. Тозер, еден автор кој што сакам да го читам, вели сите наши проблеми и сите нивни решенија се теолошки по природа, односно се поврзани со Бог. И стварно е тоа така. Ќе видите дека некои луѓе имаат одредено несување, па некој порок, некој греф и така натаму, и си викаме зошто? Се е поврзано со Бог. И решението за се, каде ќе се најде? Назад кај Бог. Проблемот е што луѓето не секогаш го бараат таму решението. Ама израелците сватија дека ако сакаме да ни биде подобро, ако сакаме да напредуваме како поединци, како семејство, како општество, ние мора да се вратиме назад на писмото, на тоа што Бог го кажал. И кога одлучија, ајде ќе сакаме да ни се чита писмото, да ни се толкува писмото, не ги оставија дома децата. Не им рекоа играјте си вие фудбал или жмурка, ние ќе одиме возрастните, ќе читаме Свето писмо и ќе се поучуваме на Светото писмо. Не. Идеме сите заедно. Ако сакаме Бог да го благослови семејството, не може само двајца од семејството да го слушаат Божјиот збор. Сите ќе се подложиме на неговото влијание. Сите ќе го слушаме заедно Божјиот збор. И овие луѓе се добар пример за нас денес. Добар пример за нас денес. Дека Божјата волја е родителите да се осигураат нивните деца дека ќе бидат под влијанието на Божјиот збор, дека ќе го слушаат Божјиот збор. И ако Бог ти дал деца кои што се малолетни, твојот топ приоритет, покрај тоа да им обезбедиш покрив над главата и да им обезбедиш храна и облека, е да им обезбедиш духовно описменување, духовно образование. Ако Бог ти дал деца кои што не се веќе малолетни, повторно имаш одговорност. Повторно си поставен таму кај што си поставен, зошто? Да ги поучуваш на вредностите кои што се дадени во Божјиот збор. Ама според Светото писмо, еден од најважните начини на кои што родителот може и треба да се грижи за детето е да му даде пристап до Светото писмо. Да му помогне да има пристап до ова, да го чита, да го слуша, да се поучува на тоа што е запишано, на тоа што Бог го дал. Секој родител, нормален родител, го сака доброто за своето дете. А во Светото писмо се вели дека Божјата волја е добра и совршена за нас. И кога го лишиме детето од влијанието на Светото писмо, ние го лишиме од најдоброто нешто што може да му го пружиме. Сега велам дека израелците се добар пример за нас во овие 2-3 стих, ама не беа они секој пат вакви. Не беа они секој пат народ кој што двај чека да ги донесат децата да слушаат поуки од Светото писмо и така натаму. Они години наназад не само што не ги изложуваа своите деца на учењата на законот на писмото, туку ги принесуваа на други богови. Во Стариот Завет, во Еремија 32 глава 35 стих, Бог преку Еремија ги критикува, ги соочува израелците со греф, а тој греф е следниот. Верувале во некој си таму локален бог Молох и покрај другото децата ги принесувале преку оган во чест на тој бог.
Бог вика и вие го правите тоа. Потоа има тука уште еден стих, 2 Цареви 17:7. Пишува вака: ги принесуваа преку оган синовите своји и керките своји, се одадоа на гатање и магии и правеа зло пред очите на Господ и го разгневуваа. Значи, ова е народ кој што има историја на катастрофални грешки во однос на духовното воспитување на своите деца. Ги принесуваа на лажни богови, мислејќи дека така боговите ќе ги благословат. И каде ги водеше сето тоа? Во рушевини. Во хаос. Во ужасна состојба. И духовно, и морално, и општествено ситуацијата беше за никаде. И сега сфатија дека ако сакаме да ни биде добро, ќе треба да ги трнеме настрана на сите тие богови, ќе треба да ги трнеме настрана на сите тие нешта на кои што ги принесуваме нашите деца, и ќе ги принесеме пред Господ. Нека дојдат и нека слушаат. Кога Божиот народ се собира заедно, ова е јавна богослужба. Кога Божиот народ се собира на богослужба, не ги оставаме дома, ќе ги донесеме да слушаат. Зошто? Бидејќи е важно. Важно е да бидат подчинети на Божиот збор. На некој начин ова е точка пресвртница во начинот на размислување, во начинот на вреднување. И нека даде Бог денеска точка пресвртница кај сите родители кои што имаат деца кои што се одговорни за нивното духовно воспитување. Да не ги принесуваат родителите своите деца на различни олтари, на различни места, а да ги лишат од Божјото влијание, од тоа што Бог сака да им го даде. Значи, Божјата волја за родителите, кои што имаат малолетни деца, е да помогнат, да ги донесат своите деца да бидат под влијание на Божјиот збор. И тоа треба да се случи во два контексти. Ова сега тука што го читаме јавна богослужба. И треба, потребно, и ќе зборуваме после за тоа. Ама секој пат, првично, тоа духовно образование, тоа духовно писменување мора да се случи во домот. Мора да се случи во домот. Тоа е главното, тоа е првично. Па потоа доаѓа она што се случува на јавните собири на Божиот народ. Ама главната одговорност за духовното образование, за духовното описменување на децата не е на црквата. Не е на учителките кои што фалено на Господ оваа црква служат и се трудат и така натаму, сака да ги поучуваат децата. Главната одговорност не е нивна. Ако Бог ти го дал тебе детето, твоја е. Другите може да помогнат. Тоа што во црквата се случува е помош. Еве, ние го имаме Јаков, и ако даде Господ оваа недела ќе имаме уште едно дете, и ние бараме помош. Од баби, дедовци, од пријатели да ни помогнат. Кој да го чува, кој да го нахрани и така натаму. Ама главната одговорност е наша. Исто и во однос на духовното образование. Може да помогне тоа што црквата го прави како служба. Ама главната одговорност е секој пат на родителите. Не е ова, знаете, денеска има еден поим кој што се вели англиски термине аутсорсинг, кога имаш нешто премногу работа, ќе му оддареш на некој друг, он да ти ја заврши. Нема аутсорсинг во веронауката. Има јас ја преземам одговорноста и тоа што се прави во недела, тоа што другите го прават, служат учителките, е само додадена вредност. Зошто велам дека првично одговорноста е на родителите? Второ Законие, 6 глава, 4 до 9 стих. Ова е текст кој што Бог, овие се работи кои што Бог им ги кажува на јудејците, на израелците, пред да влезат во обетената земја. Работи кои што мора да ги пазат за да им биде добро. И таму Бог вели вака: овие зборови што ти ги заповедам денес, да бидат во твоето срце и принесувај ги на децата своји и зборувај за нив, кога седиш дома и кога си на пат, кога си легнуваш и кога стануваш. Бог им вели на израелците, на сиот народ, ова не се однесуваше на свештениците, на сиот народ. Овие зборови кои што јас денеска ви ги кажав, дури и делата кои што Бог ги направи, Бог им рече на израелците, зборувајте дома пред вашите деца за нив. Немојте да ги оставите во ситуација каде што не знаат за овие работи. Во Ефесијаните 6 глава 4 стих апостолот Павле дава интересна како заповед или совет, како сакате сватите го, каде што вели:
татковците да ги поучуваат своите деца, да ги подигнуваат своите деца во науката Господова. И сега некој ги рече, ама мора ли секој пат само татковци да го прават тоа? Не. Некој пат за жал, заради грев, заради лоши одлуки, татковците не се дел од животот на децата. Некој пат татковците, кога станува збор за тоа што Господ го има кажано, немаат појма што има Господ кажано. Не може да ги оставиме тие деца без духовно образование. Ќе помогнат другите. Ќе го направи тоа мајката, ќе го направи тоа бабата, ќе го направи тоа некој друг. Ама не можеме само затоа што таткото или е одсутен или не знае да речеме, па штом таткото не знае, тоа е тоа. Детето оставено на милост и на немилост. Не, ќе помогнат другите. И за тоа добар пример е Тимотеј. Сеќавате на Тимотеј од Новиот Завет, еден од највлијателните водачи во црквата во првиот век. Павле му има напишано, апостолот Павле му напишал 2 посланија. И во второто послание Павле му вели вака во 3 глава 15 стих. Уште од малечок ги познаваш светите писанија, што може да те направат мудра за спасение преку верата во Христос Исус. А во првата глава од тоа послание, знаете што вели, кој го поучуваше? Баба му и мајка му. Се предпоставува според црковното предание дека во овој период, кога Павле го пишува тоа послание, второ послание, татко му на Тимотеј се уште не е христијанин, се уште не е верник. Ама бабата и мајката беа. Они не рекоа, па сега одговорноста за духовно воспитување на таткото, он е главата на семејството, ако не знае што да правиме сега. Не, ако не знае, има кој знае. И тие што знаат, се одговорни да поучуваат. И духовното воспитување, верувам дека ова се однесува не само на малолетните деца, ова се однесува и на возрастните, ама духовното воспитување никој пат не смееме да го сведеме, ова го знаете, ама ќе го повторам на секој случај, само на зборови. Бидејќи ако со зборовите едно ги поучуваме децата, а со делот им покажува нешто друго, еве, нашето е 2 години сега, Јаков ќе те провали, многу лесно ќе те провали. Камо ли некој дете што има 5, 6, 7 или 10 години и така натаму. Значи мора да биде баланс помеѓу тоа што го поучувам и тоа што го правам. Ако едно поучувам, друго правам, многу се големи шанси дека детето ќе го следи тоа што го правам. И токму затоа не е случајно стихот што го прочитав претходно во второ законие, сеќавате, каде што Бог преку Моисеј вели, овие зборови што ти ги заповедам денес, прво што вели? Да бидат во твоето срце. Па потоа вели да ги поучуваш. А библиски гледано вика дека Соломон вели од се што правиш во животот, најмногу од се пази го своето срце, бидејќи од него се изворите на животот. Со други зборови, тоа што ти е во срцето, тоа ќе ти произлегува надвор. Бог преку Моисеј вели, овие зборови, моите зборови, прво нека ти бидат во срцето. Прво нека извираат од твоето срце. Нека ти бидат животен стил, па после поучувај ги на децата. Значи баланс помеѓу тоа што го зборувам и тоа што го правам. За жал сме виделе во црквата родители кои што едно зборуваат, а друго прават и после се чудат каде ми се децата. Не ми доаѓаат во црква. Не викам дека тоа е причината, ама секој пат добро е човек прво да се приспита самиот себе си. Да не случајно во тој процес на духовно воспитание едно сум кажал, друго сум правел. Може би не е тоа случајот. Некој пат и добро ќе поучуваш и добро ќе правиш и другиот не го интересира. Ама добро да се преиспитаме, така? Нема ништо лошо прво сами да се преиспитаме, па после тоа да речеме во ред, таа личност е возрастна и се одлучила да се оди по свој пат. Крајна смисла, Христос е најдобриот учител, така? И Христос е оној кој што секој пат го практикуваше тоа што го поучуваше и Јуда пак го предаде. Значи ти може да бидеш и најдобриот учител и со зборови, и со дела покажеш пример и некој да рече не ме интересирало. Ама добро да се преиспитаме. Што се случува кога родителите ја запоставуваат оваа одговорност која што им е дадена од Бог да ги поучуваат своите деца, духовно да ги воспитуваат? Секој, поголемиот дел од христијаните кои што ја читаат Библијата си имаат омилен стих. Значи тој стих или тие стихови ми се омилени. Не знам дали имате стих кој што ви е најтажен во Библијата. За мене најтажен стих во Библијата е Судии 2 глава 10 стих. Во Судии 2 глава 10 стих
авторот го вели ова. Ова се случува, ова е опис на состојбата во Израел од прилика 30 до 40 години, откако Бог преку Мојсей им кажа да ги поучувате вашите деца. Во 2 глава 10 стих суди се вели вака. И кога целото поколение им се придружи на своите предци, кога таа генерација што влезе во ветената земја си замина, вика и настана по нив друг род, кој не го знаеше Господа, и делата негови какви што му беше направил на Израел. Кога оние што влегува во ветената земја си замина, дојдоа нивните деца, кои што не беа поучувани на Господовите зборови и на Господовите дела, не ги знаеа. И во Суди 21 глава, 25 стих, крајот од оваа книга, вели, секој го правеше тоа што му се чинеше добро. За други зборови, немаше правила, ќе се водиме според Божите зборови. Кој што сака, тоа си прави. Беззаконие. Не можете да го толкувате секој што го правеше тоа што му се чинеше добро, без да го толкувате 2 глава 10 стих. Родителите не ги поучуваат децата. Родителите не ги поучуваат децата на Господовите зборови, на Господовите дела. И доаѓаме во хаотична ситуација. И кој беше првично виновен за овој хаос? Новата генерација? Да, во одредена смисла, ама и претходната генерација која што не ги поучуваше. Не беа виновни свештениците, беа виновни родителите, што не ги поучуваат децата на тоа што Господ го има кажано. Значи, тоа е едниот контекст во кој што треба да се случи на така наречено духовно воспитување, духовно образование. Секогаш прво во домот. Ние децата може и треба и саќе дојдеме на таа точка да ги носиме во црква, за да се поучуваат и во тој контекст, ама тоа еднаш во неделата. А другите останати 6 дена не можеме да ги оставиме без храна. Тоа исто како, пробајте, земете да јадете за вашето тело само во недела да јадете. Ќе ви биде добро? Не. Храна треба секојдневно. И тоа е затоа Господ им вели да ги поучуваат своите деца. Родителите имаат таква одговорност. Ама тоа не е се. Домашното духовно воспитување, домашната веронаука упатена кон децата не е се. Во Неемија гледаме дека кога Божиот народ се собра јавно на богослужба, што направи израелците? Не ги оставија децата дома, си ги донесоа да бидат поучувани. Ги донесоа да го слушаат Божиот збор. И не само во Неемија, во Второзаконие, повторно книга или текст кој што објаснува што Бог им кажа на јудејците, на израелците, пред да влезат во ветената земја. Значи, важни правила. 31 глава, 12 стих. Собери го народот, мажите, жените, децата и дојденците, што се наоѓаат во градовите ваши, за да чујат и да се научат да се плашат од Господ, вашиот Бог, и да се трудат да ги исполнуваат сите заповеди од овој закон. Бог му вели на народот, кога ќе влезете во земјата, кога ќе се собирате заедно на читање на Божиот закон, сите ќе дојдете. Сакате на сите да ви биде добро? Сакате сите да го следите мојот пат? Сите ќе дојдете. Исус Навин 8 глава 34 и 35 стих. Исус ги прочита сите зборови на законот, благословувањата и проклетствата, како што е напишано во книгата на законот, од се што Мојсей му беше заповедал на Исус. Немаше ни збор што Исус не го прочита пред целото израелско собрание, пред мажите, жените, децата и придојдените што се најдоа помеѓу нив. Јавна богослужба. Сите на јавна богослужба. Сите идат заедно. Нема некој оди дома, некој седи дома, некој оди на богослужба. И знаете, верувам забележавте од овие стихови кои што ги прочитавме, Второзаконие и Исус Навин, Бог не им кажа на израелците, ако сакате, донесете ги децата. Ама ако не сакате, не морате. Не остави Бог опција во однос на тоа. Туку рече, кога ќе има читање, мажи, жени, деца, сите ќе дојдат. Ова не беше Божи совет. Ова беше Божја заповед. Божи закон.
Воспитувањето на децата, духовното воспитување на децата дома, не е Божи совет. Бог им рече, вака ќе правите. Духовното воспитување на децата во контекстот на црквата не е совет, е заповед. И сега, свесен сум дека во последните неколку децении особено се зборува за еден концепт што се нарекува домашна црква. Верувам дека сте го слушнале. Домашна црква, идејата е следната, дека кога во едно семејство има барем двајца или тројца кои што веруваат и го следат Христос, тие е добро и полезно да се собираат заедно на молитва, на читање, на славење, на охрабрување, на споделување. И тоа е навистина така. И треба секоја црква, секое семејство кај што има верници, првично дома да се собира, така. Тоа е домашна црква. На молитва ли ќе биде, на читање, на споделување, некој пат ќе биде на слушање проповед, кога има барем двајца, убаво да се собираат. Знаете што ми смета во тој концепт на домашна црква, што се јавува се повеќе и повеќе, е што се користи како изговор за отсуство од оваа црква. Добро и полезно е дома да се собираме и да читаме. Добро и полезно е дома да се молиме и да славиме и така натаму, и треба да го правиме тоа, кога имаме со кого. Ама тоа никогаш да не биде, па штом ние го правиме ова дома, не мора да го правиме во недела сабајле. Тогаш земаме две Божи заповеди и велиме, Господе, ќе ја ставим особен нагласок на оваа, на сметка на оваа. Господ Исус ги критикуваше во Новиот Завет фарисеите кога им велеа на израелците, Бог во Стариот Завет преку Мојсе Бог им кажа на јудејците, на израелците да се грижат за своите родители, кога ќе бидат возрастни. Тоа е исто заповед. Ама дојде некое предание веќе во времето на Господ Исус, каде што некои од учителите им велеа, вие не мора да се грижите за своите родители, ако тоа што би го потрошиле, грижејќи се за нив, го дадете во храмот. Со други зборови, ако мене грижата за татком или за мајка ми ќе ме кошта 5000 евра годишно, јас тие 5000 дарки може ги давам денеска во црквата и да речам, еве од мене доброволен прилог, а мајка ми и татко ми кој ги шиша. И Господ Исус го критикуваше, рече, ја земавте таа Божја заповед и вие си направивте нешто сосема трето. Кога ние ја земаме Божјата заповед за духовно воспитување и образование на децата и дома, и во црквата, и велиме, ама ние ќе си го практикуваме ова по дома, а ова другото не, ние всушност си правиме свои правила. И кога си правиме свои правила, еве, Светото писмо е доказ и нашите животи се доказ дека не иде работата баш на добро. Дека не е тоа она кое што Бог го има замислено за нас. Тука не станува збор во однос на ова прашање за или тоа ситуација. Туку Бог вели и тоа треба да биде присутно, и тоа треба да биде присутно. И по дома ќе се учат децата, и ќе се учат кога Божјиот народ ќе се собере заедно. И сега, тоа е повторно, тоа е заповед. Ако ги прекршуваме Божите заповеди, на чија штета го правиме тоа? На наша. Кога Бог е отсутен од разговорите, кога нема молитва во домот, на чија штета го правиме тоа? На децата. Ако децата растат во такво семејство, они сваќаат дека па Бог нема потреба да биде дел од секојдневието, Бог е само за во недела. Тогаш му се молиме, ќе завршиме со него работа, од понеделник до четврток ние си имаме друг живот. Или за оваа втора Божја заповед, каде што Бог вели, кога се собира Божјиот народ, ќе ги донесете и децата. Кога ние не го правиме тоа, ние што ги учиме децата? Дека недела не мора да биде време за Бог. Дека недела е време за нешто друго. Ја знам дека има исклучоци. Ама кога има веќе премногу исклучоци во тоа, веќе тоа и тие исклучоци стануваат правило. Ние свесно или несвесно нешто ги учиме децата. И овие стихови кои што ги прочитавме од Неемија, од Второзаконие, од Исус Навин, се една од причините зошто ние како црква веруваме дека е добро да има часови за деца. Кога има деца, добро е да има некој да е спремен да се грижи доле за децата. Зошто бидејќи Божјиот збор е за секого.
Не е само за возрастните. Тоа што доле се случува кога има детски часови, не е некоја тралалајка време, ај чисто деца да ги гледа некој. Не. Тоа е веронаука. Тоа е духовно воспитување на децата. Не они си играат некои игрички и си пеат таму некои песнички. Не, има личности овдека во оваа црква кои што рекле, јас ќе служам на тој начин. Јас ќе служам со децата. Тие луѓе не се платени да го прават тоа, тие луѓе жртвуваат од времето во текот на неделата покрај сите други обврски да спремат лекција и да речат, додека вие сте горе да слушате на ваше ниво, јас ќе отидам доле да ги поучувам децата на нивно ниво. И Господ нека ги благослови, нека ве благослови сите вие кои што сте вклучени во таква служба. Бидејќи е многу важно. Бидејќи не сакаме да дојде ситуација каде што имаме некоја генерација на луѓе возрастни кои што знаат нешто за Господ, ама децата врска немаат. Не, децата треба се поучуваат. За да не ни се случи Суди 2 глава 10 стих. Дојдеа деца, дојдоа тинејџери кои што не знаат за Господ. Како ќе знаат? Ако дома не ги поучуваме, како ќе знаат ако не се поучуваат во светло на црквата или во контекст на црквата? И во Неемија 8 глава 3 стих вели дека авторот Неемија вели дека сите луѓе внимателно го слушаа Божиот збор, читањето на Божиот збор. Не знам дали повторно во тоа време претпоставам дека немало мисија за евангелизација на деца, ама денеска ги имаме и фала на Господ што ги имаме, бидејќи ни спремиле материјали и можеме да ги поучуваме децата од тие материјали. Така, има некој кој што се трудел со години наназад за ние да имаме денеска материјали и визуелни помагала и песни некој преведело, за која децата ќе се поучуваат на Божиот збор. Да им биде поинтересно, да им биде позабавно. Во ова време немало визуелни помагала некој да застане, ај сега ќе пееме Исус децата ги сака. Не, каде што биле возрастни, таму биле и малите. Денеска колку сме попривилегирани во однос на овој аспект. Толку многу помагала, толку многу алатки кои што може да ни помогнат да го донесеме евангелието поблиску до децата. И затоа, врз основа на овие стихови, кои што ги прочитавме до сега, зборам за духовното образование во светло на јавните собери на Божиот народ, е еден предизвик за сите кои што сте родители на малолетни деца. И јас сум родител, мене ме фаќа параграфот, не само јас ќе ви кажам сега како. Родителот христијанин. На родителот христијанин во недела наутро треба топ приоритет да му биде да го донесе детето во црква. Топ приоритет. Поважно од се останато. Не за бројка, не за некој да каже, имаме многу деца во црквата, затоа што е Божја заповед. Бог не кажал донесете ги децата во недела сабајле во црква, ама Бог кажал во Стариот Завет, кога ќе има јавно читање на законот, немојте да ги изолирате децата, немојте да ги лишите од тој благослов, од таа привилегија, вие да добиете нешто, а они да не добијат. Бог сака да не благослови преку неговиот збор. Ке речеме да, амин. А што тоа не се однесува на децата? Тоа е само ако имаш лична карта кога ќе дојдеш во црква. За тие Божиот збор, ако за другите па опционално е, кога сакаат, кога не сакаат. Тоа приоритет за родителот треба да биде. Да, и да се грижи за детето и да му дадеш и облека и храна и покрив на главата, сето тоа. Покрај другото, да му дадеш на детето прилика да расте во духовна заедница, не само домашната. Не само домашната, во оваа духовна заедница. Тоа е Божјата волја која што гледаме во Светото Писмо. И сега свесен сум дека ова што го зборуваме денеска се однесува на малолетни деца и некои од вас ќе речат моите веќе се возрастни, некои ќе речат да, моите се малолетни или некои ќе рече се уште немам деца. Вие кои што ви се возрастни децата, сетете се на бабата на Тимотеј. Бабата на Тимотеј му влијаеше на својот внук и ако Господ дал внуци, имате повторна одговорност. Дури да немате внуци, ако ви се возрастни децата, повторно имате одговорност со умерена доза, со мудрост од Господа, како да го споделите евангелието со нив, како да влијаете врз нивното духовно образование и нивното духовно воспитување.
Вие кои што немате, а сакате да имате, Господ нека ви даде во негово време, ама добро е да знаете што подразбира родителството. Вака Бог покрај другото го дефинира родителството. Ке се грижиш за духовното воспитување, за духовното образование, за духовниот раст на своето дете. И без разлика за сите нас, кој има малолетни деца, кој нема, кој еден ден се надеваме Господ ќе му даде, добро е да бидеме свесни дека ова е Божјата волја и да бидеме свесни дека Божјата волја покрај другото за духовното воспитување на децата се исполнува и во црквата. И да се молиме за таа служба. Да се молиме за детските часови. Знам дека не секој пат го правиме тоа. Ние порано имавме навика каде што пред да се симна децата доле, ќе се молиме, ќе ги благословиме, после ќе ги пуштиме дома. Не знам зашто ја напуштивме таа навика, ама ајде да се вратиме повторно на таа навика. И во текот на неделата, кога му се молите на Бог, молете се за учителките кои што се спремаат, за Бог да им трне препреки, да им трне се што им стои на патот, за да се фокусираат, да ги подготви нивните срца, да ги подготви срцата на децата. Бидејќи како што веруваме дека ние тука возрастните, преку читањето на Светото Писмо ја осознаваме Божјата волја. Истото се случува кога има детски часови. Децата, согласно нивната возраст, на нивно ниво ја осознаваат Божјата волја. Зошто? Бидејќи тоа е Божјата заповед. Кога се собира Божјиот народ, Бог им рече ќе дојдете мажи, жени и деца. Тоа е Божја заповед, не е совет. Не е, ако сакате, вие проценете дали треба или не треба. И нека Бог ни даде мудрост. Нека ни даде поттик и нека ни даде мотивација и сила како да го правиме тоа и како заедница да ја поддржиме таа служба која што има во оваа заедница. Службата помеѓу децата. Со молитва и на било кој друг начин кој што Бог ни го стави на срце, бидејќи е важно, бидејќи доле се воспитува следна генерација, која што сакаме да порасне познавајќи ги Господовите зборови. Сакаме да порасне познавајќи ги Господовите дела. Зошто? За утре да не порасне и да прави секој кој што сака. Ако го избегнеме Судии 2 глава 10 стих, ќе го избегнеме и Судии 21 глава, кој беше таму стих каде што вели секој правеше што сака. И Бог нека ни помогне во тоа.